Процесот на модернизација на војното воздухопловство започнал во согласност со стандардите на НАТО, во насока на модернизација и осовременувањето на војните воздухоплови. Израелската компанија Elbit Systems добила буџет од $2 милиони од македонската влада за првофазна модернизација на 4 хеликоптери. Процесот на модернизацијата бил поделен на две фази: прва фаза Јасмин и втора фаза Александар. Првата фаза од модернизацијата започнала во февруари 2004 година во воздухопловната база Петровец со модернизирање на два Ми-17 транспортни хеликоптери 302 и 303 и два Ми-24В борбени хеликоптери 209 и 210. Четирите хеликоптери биле модернизирани со надоградување на системот Анвис Худ, кој всушност представува извонреден спој на уникатен систем за ноќно летање и на електрооптички дисплеј, кој проектира визуелна слика која ги содржи сите неопходни информации кои му се потребни на пилотот за да управува со леталото без да има потреба да гледа во инструментите во кокпитот. Ваквата модернизација на леталата на пилотите им овозможила поефикасен преглед, управување и дејствување во денски и ноќни услови на летање. Македонските пилоти се меѓу првите во светот кои имаат можност да го користат системот Анвис Худ. Доказ за успешноста на проектот Јасмин била поедноставната употреба, зголемената ефикасност и 24-часовната оперативност на хеликоптерите. Позитивните искуства стекнати со реализацијата на првата фаза резултирале со подпишување на нов договор помеѓу Elbit Systems и владата на Република Македонија за втора фаза на модернизацијата, позната како проектот Александар, во вредност од $22 милиони. Модернизацијата на 6 хеликоптери во оваа фаза била многу посеопфатна и посложена постапка за реализација и подразбирала опремување на леталата со НАТО и ИКАО компактибилна комуникацијска и идентификацијска опрема, овозможување на леталата да дејствуваат ноќе и во сложени метеоролошки услови преку нивно опремување со модерна електрооптичка, ласерска и термална технологија, како и прецизна навигацијска опрема, зголемување на времето на употреба на леталата, зголемување на борбената ефикасност и обезбедување квалитетен тренинг за пилотите според НАТО стандардите. Предмет на модернизација за втората фаза биле два Ми-17 транспортни, два Ми-8М борбено транспортни и два Ми-24В борбени хеликоптери. Двата транспортни хеликоптери Ми-17 со регистрации 302 и 304 биле селектирани за модернизација од втората фаза. Со оглед на тоа што хеликоптерот Ми-17 со регистрацијски број 302 веќе бил опфатен со проектот Јасмин за да се комплетира втората фаза, како компензација во втората фаза од модернизацијата бил вклучен и еден дополнителен немодернизиран хеликоптер Ми-8М. Врз истиот најнапред извршен генерален ремонт, а потоа и модернизиран согласно проектот Јасмин. Двата борбено-транспортни хеликоптери Ми-8М со регистрации 307 и 308 биле ремонтирани во украинскиот авиоремонтен завод Авиакон Конотоп и модернизирани со проектот Александар. Во рамките на проектот Александар и транспортниот хеликоптер Ми-17 со регистрацијски број 304 бил опремен со систем за самозаштита со вградување на уреди за исфрлување на радарски и топлински мамци. Овој хеликоптер со ваквата опрема се сметал за еден од најмодерно опремените хеликоптери во светот. Најголема новина кај модернизираните два борбени хеликоптери Ми-24В со регистрации 201 и 205 се состоела во нивното опремување со модерен, компактен, повеќенаменски напреден стабилизиран електрооптички систем кој ќе им овозможи виртуелно неограничени можности при 24-часовна борбена употреба. Зголемувањето на тежината на хеликоптерот заради вградувањето на големото количество на нова опрема во хеликоптерот Ми-24В било компензирано со отстранување на сите подсистеми поврзани со системот за употреба на противоклопните насочувани ракети Штурм. На овој начин,
Двата целосно модернизирани хеликоптери Ми-24В се лишени од можноста за понатамошна употреба на тој вид вооружување. Проектот предвидувал замена на противоклопните насочувани ракети Штурм со израелските противоклопни насочувани ракети Спајк. Дополнително олеснување на хеликоптерите било постигнато и со отстранување и на непотребниот систем за автоматско бомбардирање. Со проектот Александар била разгледувана можноста за дополнително намалување на тежината преку скратување на должината на крилата, преку отстранување на дел од оклопот на хеликоптерот, како и преку замена на старите пилотски седишта со нови седишта изработени од лесни композитни материјали. Поради недостаток на финансиски средства, проектот Александар целосно никогаш не бил реализиран. Со ваквите усовршувања и модернизација на војните воздухоплови, војното воздухопловство се вбројува со најмодерните војни воздухопловства во светот. По завршување на двете фази на модернизација и осовременување, војното воздухопловство располагало со 10 хеликоптери и тоа 3 транспортни хеликоптери Ми-17, еден делумно и 2 целосно модернизирани, 3 борбено-транспортни хеликоптери Ми-8МТ, еден делумно и 2 целосно модернизирани, 4 борбени хеликоптери Ми-24В, 2 делумно и 2 целосно модернизирани. Како резултат на високите стандарди за одржување на леталата, реализираните и тековните програми за модернизација, армискиот винг конечно прераснал во мала, мобилна и професионална сила, која ќе биде обучена, опремена и добро подготвена согласно стандардите на НАТО.